Формули на соединенија што содржат атомски групи. Правилата за составување формули на бинарни соединенија преку најмал заеднички содржател и со правилото за вкрстување може да се применат и на соединенија составени од три вида атоми, доколку се познати валентностите на атомските групи кои влегуваат во состав на овие соединенија. Кај градбени единки кои содржат една или повеќе атомски групи, групата се става во загради, а индексот се запишува зад заградата. Загради и индекси не се користат доколку е присутна само една повеќе атомска група. Да го земеме за пример соединението PbCO3 два пати. Во составот на ова соединение влегуваат три елементи: олово, јаглерот, кислород. Атомската група која е дел од соединението, карбонатната група CO3 е двовалентна. Знаејќи го овој податок, можеме да ја определиме валентноста на олово, применувајќи го изразот А по X еднакво на Б по Y, каде што А е валентноста на олово, која во случајот е непозната, X е индексот на олово, кој изнесува 1, Б е валентноста на карбонатната група која е 2 и Y е индексот на оваа група. Тоа е бројот 2. Индексот 2 ни покажува дека во една единка од ова соединение има две карбонатни групи. Тоа го запишуваме така што атомската група ја ставаме во заграда и зад заградата го пишуваме индексот кој што покажува колку пати се повторува таа група. Во случајот, тоа е бројот 2. Од тука, А по 1 еднакво на 2 по 2, А е 4, валентноста на олово во ова соединение е 4. Бројот 3 во формулата не го земаме предвид при пресметката, бидејќи тој представува составен дел на карбонатната група. Индексите на атомските групи секогаш се пишуваат зад заградата, а во овој случај тој индекс е 2. Доколку заграда не постои, се подразбира дека индексот е 1. Сега да ја определиме валентноста на SO4 групата во Na2SO4. Натриум е елемент од првата група во таблицата на периодниот систем, па според тоа тој е едновалентен. Од напишаната формула можеме да заклучиме дека во една единка од соединението има два атоми на натриум и една сулфатна група. Повторно ќе го примениме изразот А по X еднакво на Б по Y, каде што А е валентноста на натриум и е 1, X е индексот на натриум еднаков на 2, Б е валентноста на сулфатната група, која сакаме да ја определиме, и Y е индексот на сулфатната група еднаков на 1. Заменуваме во изразот и добиваме дека Б е 2. Валентноста на сулфатната група е 2. Последната табела се прикажани трите атомски групи и киселините од кои потекнуваат. Ќе видиме каква е поврзаноста меѓу валентноста на атомската група и формулата на соодветната киселина. Карбонатната група потекнува од јаглеродната киселина H2CO3, сулфатната група од сулфурна киселина H2SO4, нитратната група од азотна киселина KNO3. Валентноста на карбонатната група е 2, сулфатната група е двовалентна, нитратната група е едновалентна.
Од табелата се гледа дека валентноста на групата се совпаѓа со бројот на водородните атоми во една молекула од киселината од која потекнува. Карбонатната група е двовалентна, бројот на атоми на водород во јаглеродна киселина е 2. Тој број се совпаѓа со валентноста. Слично постапуваме ако се работи за хидроксиди. Хидроксидната група, ОХ групата, е едновалентна. Правило на вкрстување со повеќе атомски групи. Ги пишуваме символите на елементите едно до друго. Први оние на металите. Повеќе атомската група ја ставаме во загради. Ја пишуваме валентноста над ознаките за метал и за атомската група. Значи за алуминиум имаме валентност 3, за нитратната група валентност 1. Ги вкрстуваме броевите и ги запишуваме како индекси. Индексот за алуминиум е 1, индексот за нитратната група е 3. Ги проверуваме индексите, ги опростуваме доколку е потребно. Имаме индекси 1 и 3. Треба да го избришеме бројот 1 и формулата за алуминиум нитрат е AlNO3 3 пати. Магнезиум хидроксид. Соединение составено од магнезиум, кој е двовалентен, ОХ група едновалентна, ги вкрстуваме броевите и ги запишуваме како индекси. Индексот за магнезиум 1, индексот за ОХ групата 2. Го бришеме бројот 1 и формулата за магнезиум хидроксид е MgOH 2 пати. Да разгледаме уште еден пример. Составија формулата на соединението што се состои од елементите литиум, азот и кислород, односно ја содржи нитратната група. На два начини можеме да ја составиме формулата. Литиум, како елемент од првата група, е едновалентен. Нитратната група исто така е едновалентна. Најмал заеднички содржател во овој случај е 1, така што во формулата нема потреба да се запишуваат овие индекси 1 и 1, бидејќи се бриши индексот доколку е 1 и формулата ќе биде LiNO3. Вториот начин, преку правилото на вкрстување, го пишуваме символот на литиум, над символот ја запишуваме валентноста на литиум 1, нитратната група едновалентна, ги вкрстуваме броевите и ги запишуваме како индекси. Индексот за литиум 1, индексот за нитратната група 1 се бришат и хемиската формула е LiNO3.